Со училишни прослави и редовно со спортски надпревари по старите генерации некогаш го празнувале 5 ноември, денот на ослободувањето на Дојран. Како што се сеќаваат неговите постари жители, времињата тогаш биле други, луѓето повеќе се дружеле и тоа посебно во спортски дух. По повлекувањето на германците, ние како деца почнавме на 8 годишна возраст тогаш да одиме во школа. Сега децата одат на 6 годишна возраст. Мислам, такво беше времето. Се држеа спортски игри во Дојран. Гостува осмолетката од Богданци, осмолетката од Гевгелија. Овдека имаше и ракомет, и ногомет, имаше и одбојка. Така да, тој ден се обележуваше во екот на тоа. Тогаш беше актуелното ослободувањето. После тоа одевме поканети, бевме во Богданци, учествувавме во Богданци во спортските игри, во Гевгелија во спортските игри. Тоа уште тогаш се водеше една политика како младите луѓе да се здружат и да се имат меѓу општините. Во историските книги за градот е наведено дека во почетокот на 1944 година третиот баталјон на 4-та македонска народно-ослободителна ударна бригада дејствувал на потокот Струмица Валандово Дојран и на 5 ноември го ослободил градчето Дојран. Здружените сили, тогаш да ги кажеме по денешен збор, здружена армија, Англија, Америка, Франција, некаде тука Русија немаше ова, со повлекувањето на германците од Сремскиот фронт, од Грција, тогаш во Дојран се јавија борци кои што ги имаше многу, али меѓу нив познати беа Асан Лијски, беше Калов и имаше од стари Дојран Упчев, кои што тие го формираа тоа ослободително тело во Дојран. Во познатата книга Дојран низ вековите на авторот Костадин Кајдамов стои дека ослободувањето на градот било прогласено со следната случка. Утрото на 5 ноември активистите од Нов Дојран, Мито Динев, Ване Качаков, Форо Джинев, Илија Тасев Илката и други преку Иван Кајдамов ги известиле партизаните дека и последниот германец го напуштил Дојран. Населението се собрало во училишниот двор во Нов Дојран, каде го слушнало првиот говор за слободна Македонија, токму од отворениот прозорец на училишната зграда.